Возвраща тръгва право за Германия. Родиме, пейме, шози рониме. Кой просто замина, са го колниме. Ja, še tebi knjalo? Alo? Ajde, lako zvoni se. Јас се викам Петичева Розана, ученичка сум 600 одделение при основното училиште Кирил и Методија во Тито Велес. Моите родители се во Либија веќе 9 месеци. Мене ме оставија кај мојата баба и дедо. Сега се тие мои родители. Јас се викам Петичев Леонардо, ученик сум од 600 одделение при основното училиште Кирил и Методија од Тито Велес. Јас се викам Нацева Марина. Мајка ми и татко ми се во Аустрија, во градот Виена. Јас се викам Тодоровска Драгица. Јас сум Тоше и ученик сум во 8 одделение при основно училиште Кирил и Методија. Јас и брат ми сме оставени кај моите баби и дедо за додека се моите родители во Либија. Јас се викам Милановиќ Каролина, учам второ одделение, Пере Тошев. Јас бев 5 години кога тато отиде во Германија. Ние сме останати повише од 5 години сами, кој татко ми отиде уште пред 7 години у Германија, а мајка ми после 2 години отиде на исто у Германија. Јас се викам Питикева Мелита. Ало, кој е таму? Тука е Мелита Питикева. У Либија. Викни ало. Мама тука? Викни ало. Мајка ли си? Леле, Мирко ми открши. Трпена. Тетка Трпена е тука, а таму кој е чичко Трпен? Ја имам 20 синови, имам една ќерка. 20 ми синови се во Либија, а ќерка ми е сузета во Австралија, во Австрија, у град Виена. Едниот ми син се вика Благој, отиде пред 9 месеци у Либија, тој е анестетичар. После 3 месеци отиде ќерка ми у Австрија, у Виена. После, након 4 месеци, отиде и постариот ми син Душко. И тој отиде у Либија, од Триполи. И снајте ми отиде на Благо жена му се вика Сонја, и она е со него, и на Душка жена му Маре, и она е со него у Либија, од Триполи се. Ни оставија сите тројца по 2 внучиња. И ние имам сега 6 внучи, сите 6 си гледаме ние с бабата. Мене тука ме чуваат баба ми и дедо ми. Баба на се бале рано станува, ни спрема поедок, ни испрече на училиште, потоа кога ќе се вратиме, ќе не пречека, ќе ни принесе да ручиме, потоа седнуваме да пишуваме и учиме. Затоа никој не ми е помил од баба и дедо, затоа ги сакам и поштувам.
живеевме прво кај чичко ми, кој он повише не задржа да седиме кај него, седевне 3 години. После он ни откажа и моравме да бараме насамо стан, да живееме сами. Се запознавме на тој начин што малечкава беше ученичка, па без родители потешко и одеше. Потоа на крајот на учебната година бараја стан и мене она ми беше многу драга, зашто беше послушна, симпатична и ги зедов под кирија кај мене. И не се излагав, јас сум сама, многу ми е фино со нив. Во прво време ние живеевме само со пензијата делови на подоцна, кога татко ми отида и почна да праќаат пари, сега живееме подобро и поубаво. Па деца како деца, знаеш, мора да слушаат. Кога ќе се збрецаат, кога ќе се скараат, углавно према нас се добри. Драги мамо и тато, среќна нова 1974 година и успех во работата. Ви пожелуваат вашите черки, вашите черки Розана и Мелита. Они пишат во писмото да бидам јас, да поминам јас у петка. Мене ми покажуват Стрина и Чичо, а јас ги не знам тие задачи. За децата највеќе кој беше жал сопругата, значи, у неделата мора еднаш да се расплачи. И тоа највеќе кој плачи се за поголемото дете. Све беше мака како на школа. Да не остане ќораво, значи, да не остане да не знае да заврше барам една школа. Значи, и често пати ми рекле, ајде да си одиме, не сакам пари, не сакам ништо, сакам само детето да ми заврши школа. Бабо, дај ми историјата. Сега. Кај е книгата по математика? Бабо. Сега ќе ви ја дадам. Ево вие, ти што бараш друго? Математиката на книгата. Блокот ќе го носиш? Ќе носи. Сега. Еве ти го блокот. Еве ти го палтото. Ти ќе носиш и гахички физкултурни. Да го соблекој палтото, ти ладно е надвор. Ајде, пријатно. Ајде, вие да бидете у школа. Ајде, пријатно. Си учат добри ученици, одлични ученици, се стараме за да бидат одлични ученици, да испнат утре пред мајки и пред татковци, да бидат добри, похвални дечиња. Мајка ми и татко ми отидоа во Виена да работат, бидејќи ние бевме под кирија и ни рекоа, бевме под кирија и мислеа дека да спечелат повише пари и да си купиме една куќа. Само што фасавме од пат, од Аустрија, дојдовте како први гости вие. Нашето одење во Аустрија е само ради децата, да спечалиме некој динар, да дојдеме до една куќа, бидејќи немаме куќа, седиме под кирија. Тој отиде на работа, него го запираа тука, но не сакаше.
да остане затоа што таму се поголеми платите, сакаше да заработат пари за да изградиме во Охрид куќа која што мислиме да ја направиме голема, од дола да има продавница, а од другата страна да живееме ние. Јас мислев пред да идам во Австрија, мислев дека печалбата во туѓина е многу убава. Така си замислував да останам долги години да живеам. Но кога отидов уште вториот ден се каев. Што се одделив од дечињата и од фамилијата, многу е тешко. Бев во Либија кај татко ми и кај мајка ми. Се врати во Либија затоа што не ми беше таму добро и немав толку другарчиња добро. Потоа се дека немаше кој да ме чува дома и ми беше страв да седам дома. Сега кога стасавме, мислев дека Дејан ќе трча у мене. Оно бега, плача од мене. Како се осеќа? Значи со солзи се качува по скалите. Кога дојдов прв пат, значи, оно мене не ме познаваше. Бегаше од мене, од мајка му исто така бегаше. Така ли беше, Борче? Ти не ме сакаше мене, само ми викаше. Баба сакам, баба сакам, баба сакам. Мене ич не ме сакаше. Мајка ти ич не ја сакаш. Така ли беше? Кажи, Борче. Така. И после, значи, постепено почна со мене, де одиме Кавадарци, де у Велес, де во Скопје, де ваму, де таму се сближи и почна да вика тато, мамо. Пред тоа апсолутно не знаеше да рече ни тато ни мамо, ни што е тоа тато, ни што е тоа мамо. Месеци оставено. А го оставивме на јас кога тргнав, оно не беше ни родено, значи после добив телеграма месец дена, оно се породи и прв пат го остави мајка му на 8 месеци. На 6. На 8 или 7, така нешто. Месеци. И после кога дојдовме на гости, на одмор, после година дена, кога беше оно на година, тогаш, значи, апсолутно не ме познаваше, бегаше од нас. Секој едно дете, прибедејќи желба му е таткото, мајката се поред него и он е поред нив. Ама тако дојде време, значи они останаат состан се реков. И да се мајки им, татки им тука, па они се состан, ама имаат желба да бидат родителите им бидат тука. И наша желба е исто, значи што може поскоро да си дојдат, да се бидеме една средина, една заедница, у нашата татковина да си бидеме. Како што сме се биле. Не да бидат у странство по туѓи земји. Ние секојдневно добиваме писмо од нив и ни пишуваат дека биле добри и не поздравуваат и уште ми викаат да бидам послушна, исто така на мало да не се карам со другарките, да ги слушам баба ми и дедо ми. Врските ние меѓу нас и децата ги имаме со писма, секојдневно јас им се јавувам писмо, значи после работа обавезно им пишувам. Како сум поминала на работа, како се осеќам без нив. Секој ден плачеш. Секој ден си плачам. Кога ќе дојдам од работа и ќе си исплачам писмото, опишувам и плачам. Мајка ми и татко ми
ако ќе дојдат, ја не сакам да се враќаат пак тие во туѓа земја, да не работат таму, пак да си останат во нашата татковина. Покрај тоа што ми е добро покрај баба и дедо, јас повеќе сакам да се покрај мене моите родители. Голема желба имам сите да се видиме заедно, дома наравно одека, пошто Германија си е Германија, тоа туѓа земја и Иначе ние би биле многу среќни кога они би дошле и би живееле заедно. Како мајка можам да тврдам дека на децата најарно им е со родителите да си се заедно. Ми се чини дека доста им е на родителите во туѓина, во најскоро би требало да си дојдат, да си бидат заедно со децата. Јас стварно им купив на многу работи на децата, но со тоа не ги задоволив. За овие 6 месеци многу они од мене изгубиле. Мајчина љубов изгубиле. Они нема на кого да викнат маму, како другиве деца. Нема на кого да викнат тато. Они само бабу и дедо викаат. А ти, Борче, што сакаш? Мајка ти да остане тука да те гледа, чува или да ти донесе играчки? Ти да ми донесеш играчки, мама тука да остане. Мама тука да остане. Баба ме чуваше како што ме чуваше и мојата мајка. Ние често добиваме писмо од нив. Пишуваат дека се добри и не опишуваат Либија. Но јас ги слушам. Јас ги слушам мојата баба и дедо како што слушам и мојата мајка и татко. Тие се спрема добри, тие се спрема мене добри. Но јас повеќе би сакала да се моите родители тука, отколку да добиваме писмо од нив. Ми пишуваат дека летниот распут ќе поминам во Либија покрај нив.